Почитувани гости, денес сме собрани со една важна цел да се потсетиме дека секој човек, без разлика на неговите способности, заслужува почит, поддршка и еднакви можности. Денот на лицата со посебни потреби не е само датум во календарот. Тоа е потсетник дека заедницата е силна само тогаш кога никој не е оставен зад себе. Лицата со посебни потреби не бараат сожалување. Тие бараат шанса, можност да учат, да работат, да се движат слободно, да бидат слушнати и разбрани. Тие се дел од нас, наши другари, наши семејства, наши учители. Секој од нив носи талент, приказна сила и упорност кој може да не инспирираат многу повеќе од што мислиме. Нашата задача како општество е да создадеме средина каде што различностите се прифаќаат, а пречките се намалуваат. Малите промени значат многу. Рампи за пристап, размер материјал за учење, трпение, пријателски збор, вклучување во активности, поддршка наместо подсмевање. Секој од нас може да направи нешто мало, за некого ќе биде големо. Денес не само што го облежуваме овој ден, туку и ветуваме дека ќе се обидиме да бидеме подобри. Да гледаме со срцето, да слушаме со разбирање и да действуваме со човечност. Да ја гледаме еднината во која никој не е заборавен, никој не е исклучен, а секој е важен. Ви благодарам. Денес со нас се присутни и уметничкото друштво Окриѓака, драмскиот студио Цвет 75 и голема благодарност до пратеничката Лидија Петковска. Ја повиквам да се обрати. Здраво на сите, драги родители, драги дечиња. Пред се ви благодарам што за денешната покана и што ми можете да бидам дел од денешнава, од вечерашнава магија. Гледам дечињата се нетрпеливи да почнат да покажат се што знаат и умеат. Среќна сум што и покрај секојдневните активности и набиените агенти, секоја година добивам покана и некако правам простор во мојот распоред да бидам дел од забавата, од смејата, од веселбата на дечињата со посебни потреби, за мене деца со посебни способности. Секој е убаво на свој начин, секој е со собствени идеи, желби и големи соништа. И посакувам да им се остварат сите соништа. Јас сум денеска ваш гостин и ве поканувам кога ќе имате време да бидете и вие гости во Македонското собрание за да видиме заедно што можеме да подобриме во законите, за да видиме сите среќни, насмејани и да ни биде животот среќен и насмејан, како што ќе биде вечерашнава ноќ. Ви благодарам што е. Сега ќе настапат културно-уметничкото друштво Окриѓака. Повелете.
Задаме на дечината од Будовијата. Сега сакам едно да се заблагодарам исто така и на општина Охрид, на чело со градоначалникот Кирил Пецаков и сите советници. Исто така и до Младинскиот центар, што не овозможи овој простор да го држим овој ден. Им благодарам и на Наталија и Елена, кои неуморно работат со нашите дечиња си во овие години, веќе 7 години, која имаме најголемата поддршка. Благодарам. Сега се настават со една представа песничка. Студио 575. Поведете. Vedi con microfono. Čekaj malo. Секоја каква медија правиме со љубов и трпение. Но ја сакам да направам се веднаш. Не ми се чека. Ајде да направиме едно мало надпреварување. Кој ќе направи нешто со љубов, но не на брзина. Ајде сега да направиме едно срце со нашите раце за символ на занаечиството. Што е ова без ред? Без љубов нема ни мед. Јас сум време мудро. Јас никаде не брзам. А вас ве гледам брзате. А знаете ли вие што е најубаво кога твориме или изработуваме нешто? Љубовта и трпението. Во секоја изработка има душа, кога е изработена со љубов и насметка. Свати, најубавото нешто што можем да го направиме, направено нешто со љубов и трпение, не избрзано. Секој друг и најманиот е важен, кој е направен од срце. А времето никогаш не е изгубено кога учиме, твориме и сакаме.
Секој дете е еден мал творец. Со љубов, трпение и насмевка можеш да направиш нешто што ќе трае долго. Како дел од традицијата на твојот град. Со рацете твориме, во срцето да чуваме традицијата. Рацете твориме, со срцето да чуваме традицијата. Сега ја повикувам Елизавета Ѓорчовска, која таја еден поет кој месецот на книгата го посвети за нашите дечиња. Ја повикувам да се обрати. Благодарам. Добра вечер, почитувани гости. Јас сум Елизавета Ѓорчовска, писател од Добрич. Благодарам на поканата и на заедната соработка, служение најмиле на моето срце. Благодарам младински центар Уприт за соработката, откаде што започна се за овие детски бисери. Оваа вечер нема да зборуваме за поезија, туку токму за овие деца со посебни потреби. Постојат моменти кога човечноста може да се измени, не во големи проекти, не во гласни зборови, туку во тивките гести. Во тоа како се организуваме кон оние кои најмногу зависат од нашата подадена рака. Денес зборуваме за децата со посебни потреби, за нивните ситки борби, за големите соништа, за таа светлина која често не ја гледаме, ако не застанеме доволно близко. Како писател можам да видам во нивните очи приказни за храброст, упорност, љубов и борба со свет во кој се чувствуваат невидливи. А сите ние имаме ние таа невидливост да ја прифатиме, во разбирање, во прифаќање. Како хуманитарец верувам дека вистинската сила на едно општество е според тоа како се грижи за најранливите. Децата со посебни потреби не бараат сожалување, бараат можности, кои ќе ги слушаат наставниците и заедницата, кои ќе останат грб, бараат право да растат, да учат, да бидат дел од кој свет веќе на брзина заборавува колку му се потребни нашите насмевки. Инклузијата не е проект, тоа е пат што го одиме со срце, со разбирање и со сигурност. Дека секој дете има дарба, љубов, топлина. Да не ги гледаме овие деца како различни. Тие не се различни за да бидат одвоени. Тие се различни за да не научат што е тоа човек. Да не научат дека секоја подадена рака се враќа назад како светлина. Дека секој убав збор што ќе го кажеме се претвора во храброст во нечие мало срце. Да продолжиме да оградиме светот во кој нема ние и тие, туку само заедно. Свет во кој секој дете ќе биде слушнато, забележано, поддржано и сакано. Свет што не е оставен никого зацен. Жив починко, одовде ја гледаше големата вода и на народите порачуваше. Важно е само она што ќе одадете на другите. Јас порачувам да твориме, да помагаме, да не заборавиме. Секогаш ќе бидам со овие деца и за овие деца. Мојата рака секогаш ќе биде подадена, се додека мојата душа дише. Тие се мојата светлина во моето твориште. Различни, но сепак исти на овој свет постојат.
различни, но сепак исти, во срцата цивки, во душата светлина зрачи, со мисли посилни, на лицата ведри, за општеството вредни, на овој свет нема ние, нема вие, има само заедно сме успешни. Сега го повикувам председателот на Младенски центар, Јован Светковски, да му врачам благодарница за соработка од каде започна се. Благодарам уште еднаш Младенски центар, благодарам Јован Светковски за соработката од каде што започна се. Благодарам. Сега ја повикувам председателката на Сдруженијето Тајните на моето срце и искам да ѝ додадам благодарница за заедната соработка. Eli тоа. Благодарам уште еднаш на поканата за Сдружение Тајните на моето срце. Имајте убава вечер. Голема благодарност патувам и до волонтерите со лекар за соработката си овие години и исто така при Едмундско при волонтерите благодариме. Сега слободно можете да се почестите што сакате и ви благодарам. Ајде, ајде, ајде на трета трета. Овој е трета на по. Оде. Normale,